Експерти по меѓународно право укажуваат на можноста за оспорување на Преспанскиот договор и негово поништување во иднина. Се посочува членот 46 од Виенската конвенција, преку кој некоја идна влада би можела да го поништи договорот за промена на името. Во делот 2 ништовност на договорите, членот 46 предвидува дека државата може да се повика на прекршување на нејзиното внатрешно право, ако истото било манифестирано очигледно и се однесувало на некое правило со фундаментално значење. Според експертите кои се повикуваат на овој член и Виенската конвенција, многубројни биле прекршувањето на меѓународното право, почнувајќи од потпишувањето на Преспанскиот договор, преку референдумот па се до начинот на кој беше постигнато двотретинското мнозинство во парламентот. Постоеле најмалку 7 причини со кои договорот бил рушлив и имал правни празнини. Конвенцијата предвидува дека договорот може да се раскине од овој тип како што е Преспанскиот договор и поради притисок и уцена. Потоа принципот bona fides. По-конкретно може и да се прави, да кажеме, раскинување спогодба поради фактот што роковите во спогодбата не се запазени, значи ние требаше да завршиме сите постапки до 31.12.2018 година. Тука значи настапува и пречекорување на роковите кои се врзани за овој договор. Овие денови и водечки американски експерт, професор по меѓународно право Френсис Ентони Боел исто така укажа на можноста за оспорување на договорот од нивици. Во изјава за весникот Нова Македонија, Боел, кој бил советник во многу меѓународни организации и институции, посочи на сите правни и политички контроверзии. По потпишувањето на 17 јуни и голем број домашни експерти предупредуваа дека имало кршење на правото. Изминатите месеци и ману реагираа до владата дека Преспанскиот договор не е правосилен без подпис од председателот и негова објава во службен весник. Првиот човек на Академијата за Алфа тогаш изјави дека академиците и нивните правни експерти побарале да се завршат сите законски обврски од Преспанскиот договор, но зошто власта, ова свесно или не, го тргнала на страна, не им било јасно.